Освен главниот проблем со кој што се соочуваат бегалците, а тоа се затворените граници, телевизија Нова од денеска е сведок на уште еден проблем кој што настана во бегалскиот камп во Гевгелија. Имено денеска околу 12 часот и 30 минути група на сирици успеа да улови змија, а вела дека ова не е прв ваков случај. Пред некое време тие забележале змија која била присутна на кровот на нивните контейнери во кои што тие престојуваат. Вела дека со топлото време, со доаѓањето на пролета ќе се пробудат и инсектите и змиите кои што се навистина присутни во овој регион на Македонија. Од невладината организација Легис веќе реагираа на овој проблем и вела дека се преземаат конкретни мерки со цел да се спречи до несакани действија. Телевизија Нова разговараше со Тара Петковска, која што е волонтер во Легис и вели дека веќе започнале подготовките, односно рачистување на теренот околу бегалскиот камп во Гевгелија. Предлагам да слушнеме изјавата. Што би требало да се преземе да се намали ширењето на ваквите инсекти на влечугите? Како што кажавте, со доаѓањето на високите температури, со самото тоа што има река овде, се зголеми бројот на инсекти на влечуги, и тоа го гледаме под случката денес, нели? Веќе разговаравме со сопственикот на полето, кампот е опкружен со полиња. Тој веќе искуси тревата што е на некој начин доближена до кампот и не посоветува ако можеме да набавиме средство за искосување, за отстранување на тревата, дека тоа би било можно решение на проблемот со змиите и општо со други инсекти. Исто така планираме да набавиме мрежа која што би ја ставиле на прозорците на секој контейнер, на кој што начин би се спречило влегувањето на инсектите внатре во контейнерите. Поред информациите кои што ги добив, грчките власти најавија дека во наредните 3 дена ќе започне депортацијата на бегалците од кампот во Идомени, во кој што во моментов има стационирано околу 9000 бегалци. Портпаролот на Европската комисија не сакаше да ги коментира прашањата околу тоа што ако дојде до судир помеѓу грчката полиција и бегалците и што доколку има насилна депортација на бегалците од бегалскиот камп во Идомени, во наводно новите кампови кои што грчките власти ги изградиле со цел да им го олеснат престојот на бегалците во Грција. Европската комисија само го поздрави овој начин и го прифати ова како добро решение за да им се олесни престојот на бегалците кои што доаѓаат претежно од Сирија, Авганистан и Ирак и кои што во моментов на територијата на Грција, не само во бегалскиот камп во Идомени, ги има околу над 40.000 бегалци. Ова е навистина интересно прашање. Телевизија Нова утре ќе биде во кампот во Идомени и ќе следи состојбата. Навистина јас и разговарав со неколку члена на повеќе невладини организации овде во Гевгелија и велат дека дел од мигрантите кои што пристигнале во Идомени ќе биде многу потешко да се одлучат да се вратат назад во длабочината на територијата на Грција. Тие велат дека само сака да го продолжат патот понатаму кон западните европски земји, па така да останува утре да видиме каква ќе биде состојбата овде на граничниот појас помеѓу Македонија и Грција.